Мислам дека е во ред. Добро, беше побарано од председателот да го испочитуваме неговото барање на самото почеток на самото обраќање, се повикаме зашто не е нашето обраќање. Јас ќе се повикам на член 70 став 2 и ќе побарам нова точка, односно дополнување на дневниот ред, со уште една нова точка. Бидејќи поминуваме во еден многу мрачен период на Македонија, бидејќи денеска слушаме неколку пати сосема неоправдано се повикува дека е историски ден, која што беше една обична фотосесија, бидејќи видовме дека веднаш по потпишувањето на протоколот стравен подценувачки за нас, за нашиот народ и за Македонија, бевме уверени сите дека се направија сите работи од кои што лежа нашите стравови, видовме дека сакаме да се откажеме од историјата, да ни ја ревидира било кој. Свативме дека направивме 17-2 во штета на Македонија договор, затоа сметам дека треба да се даде можност и на нашите колеги да се покајат, да се изјаснат пред јавноста и да се побараат прошка. Бидејќи сите наши стравови се обелоденија со потпишувањето на договорот. Затоа мојата точка и моето барање е да си имаме точка со која што како информација нема потреба дополнителни материјали, едноставно да им дадеме можност на секој еден од нашите колеги кој што кликна на копчето за, да може да излезе тука, да си ја излезе душата, да си побара прошка, да си каже зошто го направил, да видиме кој го изманипулирал, да видиме кој ги дал погрешните информации и да видиме доколку се разбира призна, тоа половина се простува, треба да се напуштува мнозинство и да продолжи со борбата, бидејќи се уште не е ништо завршено. Бидејќи доаѓа тежок пат за Македонија, но има кој да се бори. И ова обид за врли предаство нема да помине. Ниту се потребни кордони и полиции одека во ова собрание кој што треба да биде храм на демократијата, ниту се потребни полициски коли пред домовите на пратениците. Пратеникот во ова собрание треба да биде представник на народот. Еден пратеник треба да биде гордост на граѓаните за кои што гласале и го изгласале и кои што му дале довербата. Ниту еден граѓанин, без оглед за кого гласал, ниту еден не гласаше за ова да се случи вчера и да ги имаме овие консеквенции и последици веќе уште денеска. Затоа ве молам, размислите уште еднашка. Битката ќе трае, борбата ќе продолжи. Обидот за велепредавство ќе биде спречен. Но ова што остана како срам, ќе биде како дамка доколку некој од вас не прогледа, не излезе тука и не си побара прошка за тоа што беше направено. Не доликува некој да се повикува за историски денови, а понатаму следниот ден да се крие во 30 квадрати затворени надвор од